Добре дојдовте во 360 степени. Во седиштето на СДСМ ќе разговараме со лидерот на оваа политичка партија, Венко Филипче, кој е и пратеник во собранието. Тема се актуелните договори со Обединетото кралство, блокираниот пристапен процес за Европската унија, иницијативата за лидерска средба, случајот онкологија, златната виза за Дубај и секако предстојните локални избори, кандидатите за градоначалници и евентуални коалиции. Господине Филипче, благодарам што сте дел од 360 степени. Благодарам на поканата и добро дојдовте. Актуелен е договорот влада со Обединетото кралство, кој пред неколку дена во Лондон го потпиша вице-премиерот Александар Николовски, кој според тоа што е досега објавено, обезбедува финансиска рамка за проекти од околу 6 милиарди евра. Дали како партија и како претеничка група ќе го поддржите договорот влада со Обединетото кралство? За жал станува договор за кој што, освен тоа што знаеме дека е рамка од 6 милиарди евра, не знаеме ама апсолутно ништо друго. Не знаат политичките партии во парламентот, не знаат граѓаните, не знае јавноста. И тоа е тоа што многу загрижува и што ствара сомнеш дека има во позадина разни идеи, разни сомнителни практики дека се можни и што тука сакам да кажам. Најпрво, ние не знаеме колкави се роковите на исплата на тие пари. Понатаму не знаеме колкави се каматите. Не знаеме во тој дел дали тој извор на пари по кој што посегнала владата имала алтернатива. Ние во едно друго сценарио, кога се земаше унгарскиот кредит, покажавме и докажавме со документи дека веќе во тоа време на располагање на општините им биле многу поповолни пари заем од Светска банка. Се постава прашањето зошто владата после првичниот преседан да зајми пари од некоја влада директно, а тоа беше со Унгарија, сега продолжува по истата пракса. Ние никогаш како држава не сме го правеле тоа. Се постава прашањето зошто посега по еден механизам кој што е далеку помалку транспарентен отколку пари да се зајмат од меѓународни финансиски институции, како на пример Европска банка за обнова и развој, понатаму Светска банка. И тука се става само уште еден многу битен момент. Се постава прашањето на капацитетноста на нашите институции, државата генерално, да спроведува големи проекти. Ние имаме околу милиарда евра наши домашни пари во буџетот, кои што се на располагање за капитални инвестиции. До сега има реализирано оваа година, 25-та, веќе сме половина година скоро, помалку 20% од капиталните инвестиции. Значи, ако ние не можеме да реализираме 1 милиарда евра наши домашни пари, за кои што не плаќаме никакви камати, зошто се посега по таков механизам кој што може само да ни наметне плаќање на непотребни камати, а ние немаме капацитет да ги изреализираме сите тие проекти? Прашањето за капацитетот веројатно е релевантно. Владата објаснува дека ова ќе биде заем под најдобрите можни услови досега за еден кредит што земјава го земала. Се објаснува дека враќањето на парите ќе биде, еве да речеме во конкретниот случај сопругата, дури откако таа ќе биде завршена и откако ќе почне да враќа пари, што вака на прва се зборува дека каматата ќе биде ниска, што вака на прва личи на добри услови. Ако ја слушате владата и нивниот пиар во државата се е розово. Се живе одлично, цветаат странските инвестиции, ние сме горди пред Европа и така натаму, меѓутоа, за жал тоа не е реалноста. Вистината дека граѓаните секој ден се полошо живеат, платите стагнираат, цените растат, капитални инвестиции никако не се реализираат. Но да одговорам директно. Ние тоа треба да го видиме. Значи треба да излезе владата во собрание да го даде договорот. Според некои најави, договорот ќе оди на брза трака на ратификација, можеби уште оваа недела ќе помине на влада и ќе стигне во собранието. Ако станува збор на вистина за добри услови, или ако ова е само рамката, а условите ќе бидат договарани дополнително, пропишани во некакви други документи кои што дополнително ќе се подпишуваат, оставате ли простор дека сепак може да го поддржите договорот влада со влада? Транспарентноста е едно сериозно прашање и тоа се овие работи за кои што сега говориме. Има и уште едно друго прашање кој што го оптеретува целокупниот овој процес, а тоа е зошто оваа влада посегнува и бара кредити со кои што задолжува повеќе следни генерации со сериозни суми на пари, при тоа за истите проекти, а тоа се инфраструктурни проекти во делот на
на железницата, тие земји кои што пристапиле кон Европската унија веќе на почетокот, после пристапувањето, влезот во Европската унија, како на пример своевремено Романија и Бугарија, сега последно Хрватска, за ваквите проекти имаат грантови. Значи, доколку ние го продолжиме европскиот пат кој што владата сега целосно го блокира, тоа значи дека утре може да не бидат за истите овие проекти на располагање грантови, неповратни средства, кои што граѓаните за кои што не за цела сума. Но гледате, сосем доволно да се направи таа инфраструктура. Целокупните тие проекти во овие земји се така правени, кога ќе ги земете кумулативно сите средства кои што од влезот па до сега од Европска унија ги добила Романија, бројат 100 милиарди евра. Близу 40 сега актуелно се на располагање на Бугарија, близу 20 на Хрватска. Значи станува збор за една стратегија, за еден концепт кој што сметам дека не е правилен. Сакам уште за некои аспекти тука да ве прашам. Со договорот со Бехтел и Енка што го склучи претходната влада на СДСМ и ДУИ, преку специјален закон што се донесе во парламентот, целосно беше исклучен законот за јавни набавки, што значи се беше направено преку директен договор со изведувачот. Во овој аранжман, според објаснувањето од представници на владата, ќе конкурираат британски фирми и ќе се избира најповолната понуда, што би требало да значи дека каква таква компетитивна постапка ќе постои. И законот за јавни набавки во овој случај нема да може да важи. Со самото тоа што однапред знаеме дека ќе учествуваат британски фирми, тоа значи дека многу веројатно тие се предодредени. Но на проектот Бехтел Енка јас лично не сум учествувал. Не би сакал многу да коментирам, меѓутоа факт е едно. Сепак имаше расправа во собранието за законот. Понатаму, законот за работни односи, например, се менуваше. Понатаму, сега фактички тоа е единствениот проект кој што се спроведува и на кој што се работи на терен. И третата многу битна работа што сакам да ја споменам. Сметам дека за вакви проекти кои што ги надминуваат мандатите на една или две влади, кои што однапред знаеме дека ќе се градат подолго време, сметам дека треба да има надпартиски консензус. Јас што не го направи СДСМ и ДУИ со Бехтел и Енка, да речем. Се сеќаваме на критиките на ВМРО, добро, не беа жестоки. Се сложувам, но јас лично како министер за здравство иницирав заедничка работа на сите парламентарни партии на проектот за клинички центар. За жал ВМРО ДПМН тоа го блокираше. Што беше идејата? Знаејќи дека клиничкиот центар ќе се гради во мандатот на повеќе влади, не може за 4 години да се заврши. Треба за такви крупни проекти од државно значење конечно да најдеме начин да постигнеме консензус. Добро. И тоа е мојот терг на работа. Сметам дека за сите такви проекти треба таков пристап да се прави, да се избегнат меѓу другото и вакви прашања и проблеми. Пак ќе кажам, бидејќи да речем за Бехтел и Енка спомнувате дека имало дебата во собранието, законот за ратификација на овој договор ќе дојде во парламентот, ќе имате шанса да го дебатирате, сакам да кажам. Тоа што до сега не знаеме ништо за овој договор, тоа што се зборува за огромни суми пари, колку што нашата земја до сега никогаш не зајмила, под за сега непознати услови, навистина ствара сомнеш целиот процес. За Бехтел и Енка не беше обезбедено специфично финансирање и тој проект се финансира директно од буџетот. Оправдувањето, објаснувањето на владата за сега за овој актуелниот аранжман е дека станува збор за така наречено проектно финансирање, значи таргетирано финансирање, дека заемот за пругата, како што реков, ќе се враќа, да речеме, дури откако таа ќе биде изградена. Уште една разлика со Бехтел и Енка. Мислам дека е предност кога капиталните проекти ги финансираме од сопствени средства од буџетот. Реализацијата, капацитетноста на институциите оди во прилог на тоа. Ние едноставно не можеме да реализираме огромна сума на пари. Зошто да плаќаме непотребно камати? Значи не е само начинот на спроведување на постапката, туку и финансирањето секако заслужува многу по широка дебата. Меѓутоа јас го кажав претходно мојот став. Сметам дека треба да научиме да за вакви проекти парламентарните партии постигнат консензус. Имавте една средба со Мицковски, не ви кажа ништо на оваа тема? Не, ова е прашање кое што излезе сега. Пред некое време. Да, значи, го преговараат подолго, сакам да кажам, може би доверба ви кажал нешто. Не беше актуелно тоа прашање, тогаш на тој состанок за ова не разговара. Добро, дали исти или слични преговори со Обединетото кралство се воделе со претходната влада на СДСМ и ДУИ? Има и такви информации?
Сега излегува информации дека во последните години од владата доаѓале потенцијални финансиери на проекти, извор на финансии, и тоа секогаш се случува во владата. Секогаш некој доаѓа и нуди нешто. Прашањето е што ќе се одлучите да прифатите, под кои услови, имајќи предвид дека станува збор за сериозна работа со кој што се задолжуваат следните генерации. Имало исти преговори за истиот пакет проекти? Јас не сум информиран и не сум бил ниту сум бил дел од некакви такви. Вице-премиерот, екс-вице-премиерот за економски прашања во таа влада, вице-премиерот Фатмир Битичи деновиве зборуваше за тоа дека кај него намаса била некаква идеја за финансирање мали нуклеарки и при тоа спомнува преговори со фирма од Лондон. Го слушнав и јас тоа за прв пат на интервјуто на поранешниот вице-премиер, меѓутоа тоа е тоа што прв пат го слушнав тогаш, не сум бил информиран, едноставно не знам дека имало такви иницијативи, ниту пак знам или разбрав дека станува збор потенцијално за истиот извор на пари. Не, идејата е дали сега се противите ново затоа што сте опозиција, а тогаш сте биле подготвени можеби и да влезете во аранжманот под слични услови, нели? Тоа е поентата, ако навистина се воделе преговори за истите услови. Имаме многу разумен пристап кон сите прашања и сметам дека нашите аргументи, нашите прашања се навистина издржани. Не би се противеле на нешто што е логично, нешто што е издржано, нешто што е отворено или нешто што е транспарентно. Нашите прашања се логични. Не може да зајмеме пари и да не знаеме од кого позајмуваме или што правиме. Тоа е како јас додам со вашата лична карта во банка и да земам кредит на ваше име и вие утре да дознаете дека имате кредит кој што не знаете под кои услови, со какви камати ќе го плаќате. И тоа е кривично дело. А у нашиот политички свет тоа е очигледно бизнес. Да. Владата ветува дека се ќе биде јавно и транспарентно, да видиме. Откако го подпишаа. Да почекаме и исто така да не забораваме дека договорот со Бехтел Јенко остана таен до ден денес. Добро, владата има секогаш можност. Они силно го критикуваа документот, бараа да стане јавен, еве дојдоа на власт и не го отвораат договорот за јавноста. Треба да ги прашате зошто е тоа. Зошто е тоа така? Значи се сведува на прашањето дали во еден даден момент се прави силен пиаровски притисок за да нешто се прикаже како сомнително, да се фрли сомнеш, без при тоа да се има разумни аргументи за тоа, а еве сега кога се инструментите во раце, тоа не се прави. Изложивте идеја за лидерска средба, но уште пред да ја образложите од ВМРО ДПМН вие одбија со порака дека не треба да ги користите тие формати за какво велат откревање на личниот рейтинг. Што може да се постигне со лидерска средба сега? Прво, не е причината за тие лидерски средби некакво кревање на рейтингот. Јас со мојот личен политички рейтинг воопшто не калкулирам кога ги давам тие предлози или други какви политички предлози. Жалам што премиерот ја одби средбата. Сметам дека е малце лицемерно ден-два претходно да повикува на национален консензус, а при тоа да не е спремен на маса и да дебатираме што е битно за националниот консензус, кои се тие прашања околу кои што треба да се обединиме, да постигнеме консензус за да може да продолжиме напред, при тоа да водиме сметка дека ние не сме мононационална, туку мултинационална држава. Јас денеска на состанокот на Националниот совет за евроинтеграција го образложив предлогот и кажав дека сметам дека има отворени прашања за кои што очигледно е дека имаме различни мислења. Например, еден од протоколите во рамките на францускиот предлог, кој што го содржи и образложува работењето на историската комисија, практично кажува дека работата на историската комисија воопшто не е предуслов за нашиот процес на преговори во еден момент да биде запрен. Не, туку стои јасно дека владите треба да ги охрабруваат историската комисија, која што носи одлуки со консензус. Не може, ако е некоја страна против нека одлука да биде донесена таму, едноставно се охрабрува таа работа, за да се расчистат сите работи од делот на историјата. Очигледно има друго мислење. На оваа точка има различни толкувања. Еве, последно од високите државни функционери претседателката имаше настап и таа отворено зборува за тоа дека во протоколот пишувало од историската комисија
мора да ја заврши својата работа до влезот на земјава во Европската унија. Токму затоа треба, мислам дека тоа е едно од прашањата кои што треба да ги расчистиме. Ајде да видиме дали различно го читаме тој протокол, дали различно го толкуваме. Ајде да викнеме експерти. Понатаму апелирав до полскиот амбасадор, сега представник на полското претседателство на Европската унија, дали може да ни дадат експерт или од Германија, или од Австрија, или од Полска, кој што веќе учествувал во работата на некоја таква комисија помеѓу тие земји. Има работи од дел од историјата кои што не се расчистиле ниту после влезот во Европската унија повеќе време. Имаше такви идеи порано, но бугарите не ги прифаќаат. Добро, но тоа се работи за кои што треба да разговараме. И не можеме ние да постигнеме консензус без да седнеме на маса, сите политички најголеми партии, и да разговараме за отворените прашања. Јас ќе продолжам со истиот конструктивен пристап, ќе продолжам да ги образложувам предлозите. Едноставно сметам дека на овој начин владата не прави ништо, ние стагнираме, Црна Гора и Албанија одат напред, времето ќе помине за час, за 2-3 години една од овие или двете земји веќе ќе бидат на прагот на Европската унија. Тоа ќе биде многу фрустрирачки за народот кој што живее тука. Вие имавте, веќе спомнавме неодамна средба со премиерот Христијан Мицкоски, договоривте формирање работни групи, дел од тоа профункционира, зошто сега пак лидерска средба? Еве за овие прашања во однос на преговорите со Европска унија. И тоа е еден процес кој што ние не можеме да го занемариме. Тоа е еден процес кој што очигледно е дека различно се толкува, различно се прикажува, се користи за партиски пиар, пред или после било кој изборен циклус. Мислам дека по примерот на други земји, за тоа прашање е многу битно да имаме заеднички ставови. Тоа се аргументите и на ВМРО ДПМН, дека практично се наоѓаме во оваа ситуација благодарејќи на пристапот што претходната влада го имаше кон оваа тема, без да обезбеди консензус, прифати обврски кои што не можеше да ги исполни, пред се тоа се однесува на уставните измени за кои што треба двотретинско мнозинство во собранието. Сега вие повикувате на консензус некако како циклични кругови да ни се случуваат. Владата е таа која што има обврска, имајќи предвид дека сега во овој момент период ја води земјата, да бара начин земјата да оди напред. Не може да се вадат на некои претходни работи како било, ако имало грешки претходно, граѓаните го кажаа своето. Меѓутоа, одговорноста на владата е огромна и тие тоа мора да го сватат. Тие во овој момент едноставно не прават ништо. Не може да стават на коцка еднината на земјата. Мора да ги искористат сите механизми. И рековме, ќе дадеме подршка за било кој подобрен предлог кој што ќе биде поприфатлив за нас. Ние направивме тоа што можевме во тој момент. И тоа беше максимумот. Сметам дека црвените линии се поставени. Сметам дека придобивки од дел од нашите политики веќе се видливи. Не знам дали знаете дека на северот на Грција, во местата каде што живеат македонци во последните години, посебно зборувам за периодот после подпишувањето на Преспанскиот договор, македонците се организираат прослави и се пеат македонски песни. Тие кажуваат: ние повеќе немаме проблем поради тоа што нашата влада го призна македонскиот јазик. Сега ние можеме слободно да го користиме. Ете, тоа е предноста на тој конструктивен. Добро, ама грчката држава првично дозволи регистрирање на тој еден центар за македонски јазик, па потоа апелацискиот суд таму го укина регистрирањето. Да, меѓутоа тој судски процес сега е во Страсбург и видиме каква одлука ќе се донесе. Тука имам уште едно прашање. Зошто представниците на Европската унија што ја посетуваат земјава не се среќаваат со вас како лидер на опозицијата? Имавме закажана средба со комесарката Калас, таа во последен момент поради промена во временскиот распоред во однос на посетите на околните земји го промени и пушти порака дека нема да може да се сретнеме. Имаме закажана средба со еврокомесарката Кос. Меѓутоа, гледајте, ние сме конзистентни во однос на тие прашања, во однос на Европска унија. Не ги менуваме ставовите, јасни се нашите позиции, во постојана комуникација сме со евроамбасадорот, со амбасадорите на сите други европски земји. Така да мислам дека кога со европјаните разговарате принципиелно, тогаш е многу лесно да се разберете. Сега малку се враќам чекор назад.
Еве председателката последна јавно образложи една идеја за потенцијален излез од оваа ситуација, да речеме носење на некаква декларација од Европскиот парламент, во која што ќе се афирмираат македонскиот идентитет и македонскиот јазик, некаков став од Советот на ЕУ за тоа дека работата на Историската комисија не може да биде основа за вето во текот на пристапниот процес и дополнително спроведување на некоја од неспроведените пресуди од судот од Страсбур за организирањето на македонците во Бугарија. Дали ова е прифатлив пристап за вас? Кажав и претходно, еве сега ќе повторам. Што и од ова да биде на масата, што и било кој од овој предлог, еве да кажеме за пакетот од три работи биде на масата, ние ќе дадеме поддршка. Еве ќе се ангажираме во Европскиот парламент преку групата на социјалисти и демократи да таков еден документ, декларација или како и да се вика тој документ биде изгласан час поскоро. Иако сметам дека Историската комисија јасно е дефинирано дека не влијае на преговорите, еве се согласувам апсолутно, ако може убаво да се дефинира, јасно да стои во некој нов трет протокол како што најави председателката, ние даваме поддршка. Се надевам дека тој процес се работи интензивно, се надевам дека час поскоро ќе се најде на масата за едноставно да не губиме време. Да, најавена е некаква средба во Хаг на маргините на самитот на НАТО, иако за сега нема одговор од бугарска страна дали прифаќаат таква средба, па ќе видиме дали навистина ќе има. Нашата поддршка, оваа влада, кажавме уште минатата година, за било какво подобрување на нашата преговарачка позиција апсолутно има. Случај онкологија, пред неколку дена ОЈО Скопје поднесе две обвиненија за овој случај, се однесуваат на дела сторени во периодот кога вие сте министер за здравство. Едното обвинение е дека двајцата тогашни директори на клиниката набавувале лекови на реверс без да постои правен основ за тоа. И второто е за медицинскиот директор и за уште тројца негови колеги онколози, кои се обвинати за тешки дела против здравието на луѓето и несовесно лекување болни. Кој е вашиот коментар за исходот од истрагата за овој случај? Сметам дека е добро што има резултат и апсолутно поддржувам да се истера целокупната постапка до крај, доколку се утврди вина, нормално секој да сноси одговорност согласно законот. Тука на површина излегува една друга многу битна работа, а тоа е манипулацијата со која што се користеше ВМРО ДПМН, пратеничката Мизрахи за време на анкетната комисија за онкологија, каде што јас бев обвинет дека сум криел некакви документи. И очигледно се докажа дека не е така. Јас тие документи ги покажа во јавноста, значи неправедно бев обвинет и клеветен дека мојата работа како министер во дело на ингеренциите кои што министерството ги има во контекст на набавката на лекови, јас не сум ја вршал од ВМРО ДПМН слушате, деновиве сметаат дека вие сте свесно и намерно изземен од целиот овој случај. Тоа е нивната и повикуваат да се испита и вашата улога. Нема ниту една причина јас да бидам изземен. Зошто би бил изземен? Јас бев повикан како сведок таму, го дав својот исказ, тогаш ги дав сите документи за кои што бев обвинуван дека ги немало и докажав дека мојата работа како министер сум ја вршил согласно ингеренциите кои што било кој министер ги има во однос на работењето на клиника. Јас не можам ниту пак било кој министер може да биде свесен или да одговара за делот на стручната работа на било која јавна здравствена институција, тоа е работа на медицинскиот директор, може би и не сте можеле да натаму. имате увид, но да речеме за реверсите знаевте за земање лекови на реверс. Реверсите беа еден систем кој што сепак се обезбедуваше терапија. Затоа што загрозување на здравјето може да биде и ситуација во која што имате механизам, а не сте постигнале по тој механизам за да обезбедите терапија. Сега фондот пред некое време во таква една ситуација на недостаток на лекови повика, а тоа е целосно против законски, компаниите да донираат лекови. Така да, тоа е малце една работа за која што бара. Да, основата на едното обвинение е дека за реверсот нема правна основа. Тоа е објаснување. Еве судски процес има. Нека се расчистат работите, нека се анализира, нека кажат експерти, поради тоа што кажувам, тоа е еден механизам за да терапија се обезбеди. Во ситуација кога не може здравството, а би требало, а јас во тој еден период се обидував,
законот за јавни набавки да се промени, барем во тој сегмент. Поради тоа што не можете никогаш да предвидите во долг временски период колкав број на нови пациенти ќе ви се јават, а вие претходно не сте ги испланирале нормално, поради тоа што немате представа. Тврдите дека не постои механизам со кој што вие може прецизно да испланирате. Колку лекови ви треба. Апсолутно, и тоа е секаде во светот така. Ќе останува без лекови во одредени периоди ако не зема на реверс. Во ова сценарио, сега како што е, со сегашната законска регулатива, секогаш ќе биде исто. Тоа што јас го кажав, например, на анкетната комисија, и тогаш како апел до тогашните пратеници. Суштината е во промената на законот за јавни набавки во тој дел. Мора да се направи исклучок во овој дел на здравството. За жал тогаш одговорот од Министерството за финансии, додека јас бев министер, беше дека не може да се менува системски закон само за една работа. Дел од тезите беа дека намерно раководството на клиниката го правело тоа, затоа што практично потоа со јавните набавки со кои што ги правела, само го покривала реверсот кој што претходно нели го земала и дека свесно биле фаворизирани одредени веледрогерии. Добро, ајде нека каже за тоа истрагата. Меѓутоа во тој свет на набавка на лекови системот е многу строго регулиран и контролиран. Станува збор за едни единствени добавувачи на едни лекови. Значи тие компании имаат на некој начин монопол и тоа е така секаде во светот и цените се строго одредени. Државата ги одредува цените на лековите, има механизам како тоа се прави. Ќе почекаме да видиме како ќе се одвива судскиот процес, но еве настрана овие обвинувања од ВМРО-ДПМНЕ со оглед на тоа што сте биле министер во тој период, чувствувате ли барем морална одговорност? Јас жалам што еве има претпоставка дека се случувале такви работи, апсолутно жалам што еве имало такви сценарии. И тоа не го скажувам само како тогаш е министар за здравство, го кажам како лекар. Поради тоа што ја секојдневно се соочувам и ден денеска. Работа предизвиците кои што ги имаме и кај мене на мојата клиника, но повторно ќе кажам, сепак да почекаме да заврши судскиот процес за да видиме за што точно станувал збор и што точно се случувало. Актуелна е и темата за вашата златна виза за Дубај. Рековте дека сте ја добиле врз основа на преговори за работа во болница. Зошто не покажете некаков доказ за тоа? Визата за Дубај е практично еден страшна пиар пропаганда на ВМРО-ДПМНЕ. Бев обвинуван пред се дека таа виза сум ја добил благодарение на некои инвестиции, на парични средства, собственост или инвестиција во зграда, повеќе катница, стокатница, како кажува одговорницата партиска на ВМРО-ДПМНЕ, и тоа не е ништо од тоа вистина. Јас таа виза ја имам, и тоа јасно стои, врз основа на што може да добиете виза. Една од основите е основа за некој од струки, кои што таму може да и се барани. Помеѓу тие струки, освен доктори, се и IT инженери, понатаму различни други струки, и тоа е основата врз основа на која што јас ја добив визата. И тоа беше во период кога не се занимавав со политика. Тоа беше пред мојата кандидатура за пратеник во 24-та година на ланските избори, тогаш имав такви идеи, едноставно сакав да се занимавам со мојата струка. Меѓутоа, имате ли документ некаков да покажете и да го докажете ова што го зборувате? Да, апсолутно, и основата и се. И ќе излезам во јавност. Но како и да е, тоа не е суштината. Суштината е зошто тоа се прави. Се прави за да се одвлече внимание од вистинските проблеми, а тоа е дека во пола од владата имаат бугарски пасоши кои што имаат фирми во Бугарија и прават сериозни бизниси во Бугарија. Тоа е вистинското прашање. Не Венко Филипче дали има виза за некаде. Туку дали високи функционери на владачката коалиција со сериозни фирми, со сериозни обрти, кои што не кажуваат од каде се, со двојни државјанства, внимавајте. Тоа го прават за да го спинуваат целокупната ситуација и да го одвлечат вниманието од вистинските прашања. Видете, и вие како опозиција и дел од јавноста се занимаваше со
бизнис активностите на тогашниот лидер на опозицијата Христијан Мицкоски. Да се сетиме на темата за хидроцентралите, да речем. Така што немојте тоа да беше споредувате. Тука нема никаков бизнис. Не, сакам да кажам, немојте така да менувате тезата. Нема дилемата дали Венко Филипче добил виза врз основа на некаков бизнис или инвестиција во Дубај е релевантно прашање. Се сложувам. Јас на тоа прашање одговори веднаш дека ниту има инвестиција, ниту пак има некои недвижнини во Дубај. Едноставно причината беше да во тој момент кога размислував, продолжам со мојата струка. Имате имот во Дубај? Не, немам никаков имот. А околу овие гласини дека со заедно имале акции во авиокомпанија во Индија? Не, тоа е апсолутно исто така невистина голема. По заминувањето на Таравари од владата, според вас, дали таа го има полниот легитимитет со оглед на тоа што ја поддржуваат само 11 од вкупно 30 пратеници албанци во собранието? Сметам дека владата нема легитимитет одамна. Веќе од пред неколку месеци, кога стана јасно дека воопшто не се заинтересирани и лошо ги менаџираат сите проблеми. Прво внатрешно во државата, а понатаму во однос на надворешната политика и евроинтегративниот пат, нешто што го спомнавме претходно. Економската ситуација во земја е девастирана. Стандардот на граѓаните практично е руиниран. Тие не може крај со крај да врзат. Цените се надвор од контрола. Луѓето не можат една кошничка да купат и да пополнат. А владата се занимава, ама само како еден пиар филм со некакво национално единство, зашто, пазете, не сака да направи средба. Луѓето едноставно тешко живеат во земјава. И тоа е најголемата причина зашто легитимитетот на оваа влада е целосно нарушен. Случувањата во албанскиот блок е едно дополнително прашање. Се поставува прашањето зашто Таравари од една навистина по бројност силна влада, близу 2/3 од пратениците, одлучува да си замине. Може би се преигра политички. Може би мислеше дека се тоа ќе му помине. Ем да биде дел од владата, ем да солира на локалните избори. Вие за тоа можете да калкулирате и да сметате на тоа кога изборите се тука некаде блиску. Како минатогодишните парламентарни избори. Меѓутоа, кога ќе влезете во еден политички процес, тогаш треба да има сериозна причина зашто вие ја напуштате таа коалиција, и сметам дека на Таравари очигледно сватил дека оваа влада е навистина антиевропска и навистина нема капацитет да се справи со секојдневните проблеми на граѓаните. Конзистентноста е навистина прашање. Што е поврзано со политичкото делување на Арбен Таравари? Тоа не е ништо ново. Најавувавте средба со Таравари. Таа се уште не се оствари, меѓутоа сигурно ќе се сретнеме. На кои теми би разговарале со него? Мислам дека во оваа ситуација во која што се наоѓа земјата, бројни се темите. Од секојдневните проблеми со кои што се оптеретени граѓаните, престојните локални избори, неговата поставеност во различни општини, имајќи предвид дека ставот на раководството на партијата е дека за секоја општина посебно ќе се анализираат коалициите и партнерствата со други политички партии и секако на евроинтеграциите, како албанците во албанскиот блок гледаат на тоа прашање, посебно имајќи предвид дека Албанија сериозно оди напред. Моите информации се дека тоа прашање навистина ствара незадоволство кај сограѓаните албанци. Добро, можно е да се договорите со Таравари за соработка? Па сега не би спекулирала, нека помине разговорот, па да видиме за што ќе разговараме. А што е со потенцијалот за евентуални други коалиции на локалните избори? Нашата коалиција актуелна од повеќе политички партии, 14 веќе е потврдена, со партнерите разговараме за конструкција на советничките листи ЛДП? Во различни опции. Активни во овој момент се активни разговорите со ЛДП да видиме во каква форма ќе биде таа соработка. И ЛДП ќе биде дел од заедничките советнички листи? Тоа велам дека во овие денови разговараме со претседателката Зајкова, неколку опции се на маса, така да јас верувам дека ќе најдеме заеднички јазик. Целта е да го окрупниме опозицијскиот блок, така како што беше пред 21 година. А со ДУИ и со Левица? Можна е соработка? Од ДУИ една многу сериозна политичка лекција научивме. Сметам дека нивниот однос во нашата коалиција до лани практично ни нанесе голема
голема штета. Сега во овој момент нема активна комуникација во контекст на соработка за локалните Ама да за бидеме локалните реални, избори, а например, нема ниту со левица. Ако претендирате на добар резултат во Куманово, зборувам сега за кандидатот за градоначалник, или во Скопје, без ДУИ не можете тоа да го проектирате. Како приоритет и фактор врз основа на кој што ги градиме коалициите ќе бидат вредносните политики. Понатаму луѓето и кандидатите кои што ќе ги избереме, дали тие луѓе сме сигурни дека може добро да ги испорачаат, да ги реализираат програмите. А еден од главните работи врз основа на кој што ги правиме коалициите и разговорите е практично взаемната почит на партиите, со цел да не ни се повтори оној лош концепт на коалиција со ДУИ до лани. Левица ве прекитав. Нема за комуникација со левица, мислам дека вредносно сме целосно различни. Објавивте отворен повик за само кандидирање за локалните избори. Се однесува на градоначалници, претпоставам пред се така, кандидати за градоначалници, има пријавен? Се пријавуваат луѓе во различни општини, општинските организации до различен степен веќе ги имаат започнато, ги спроведуваат или финализирано на тие постапки, општински организации кои што веќе завршија, практично се во фаза да може да ги промовираме кандидатите, а сите апликации кои што ќе стигнат, ќе ги анализира раководството на партијата со цел да го избереме најдобриот кандидат. Тука сме отворени тука мора да потенцирам дека сме отворени и за соработка со независни кандидати, дека сме отворени да поддржиме независни луѓе кои што нормално ги делат социјалдемократските вредности, биле и се блиски до партијата, меѓутоа немале активна партиска работа со цел да било која општина го добие најдобриот кандидат. Пред да продолжиме со СДСМ, ќе поддржите измени, односно дополнување на изборниот законник со кој што треба се пополни дупката за да може независни листи за советници да има на следните локални избори? Ние тоа мораме да го сработиме после одлуката на Уставниот суд. Тоа е нешто што мора да се уреди и за тоа ќе има меѓупартиска Не, ако големите се договорат, може и да го игнорираат прашањето. Не би оставиле да тоа го правиме само големите партии, апсолутно, и нашите помали партии се релевантни во тој процес. Добро, досега објавивте кандидати за градоначалник во две општини, општина Центар Горан Герасимовски и општина Крушево, Томе Христоски, тоа се практично актуелни градоначалници. Дали и другите актуелни градоначалници ќе добијат втора шанса? Начелно сите актуелни градоначалници иницијално имаат поддршката, имајќи предвид дека ние немаме лош градоначалник. Нема некој кој што нема добар перформанс. Сите општини добро се водат. Нема никакви скандали, за разлика од секојдневните корупцијски кои што ги објавуваме на градоначалниците на ВМРО ДПМН. За жал и покрај тоа што објавуваме скандали, дивни финансиски, со разни малверзации, тендери и така натаму, најголемиот притисок се прави во општините кај што ние имаме на градоначалници од страна на институциите. УЈП, организиран криминал во МВР, други подструктури во Министерството за внатрешни работи, страшен притисок им се прави на актуелните градоначалници. Притисок или институциите си ја работат својата работа? Да, меѓутоа зашто ги ја работат својата работа само во општините каде што на власт е СДСМ. Како тоа не ја работат во општините каде што градоначалник има ВМРО ДПМН. И тоа е повторна една селективност. Така да и покрај тој притисок сметам дека тие луѓе добро се држат и овој период, сметам дека заслужуваат поддршка, меѓутоа во исто време чекаме да се финализираат и внатрепартиските. Во Крива Паланка, да речеме, актуелниот градоначалник ќе биде повторно. Сметам дека е добар градоначалник Сашко Митовски и досега целокупната постапка во општинската организација оди кон тоа да му ја даде поддршка. Има информации дека имате проблем со единството во Струмица. Што ќе правите со Коста Костадинов? Дали тој повторно ќе биде кандидат за градоначалник? Сега, кога се приближуваат избори, секогаш на површина излегуваат различни амбиции, желби и така натаму. Главната улога има мислењето на членовите и анкетите. И тоа е ексклузивно тоа пошто ние ги носиме одлука. А што ако анкетите и мислењето на членовите се разликува? Не, во најголем дел од општините, еве до сега во сите, тоа се поклопува. Така да сметам тоа е еден реален процес. Ќе биде Коста Костадинов пак кандидат? Еве нека завршат овие сите на постапки и ќе
соопштим јавно кој ќе биде кандидат за градоначалник во Струмица. До каде сте со утврдување на кандидат за Скопје? Разговарам со повеќе луѓе, лично јас и неколку членови за раководството. Кандидатура поднесе и подпредседателката на партијата, Каја Шукова. Се разговара и со неколку за Скопје, за град Скопје. Се разговара и со неколку независни лица, реков блиски до партијата, кои што ги споделуваат социјалдемократските вредности. Евен се повеќе се шпекулира со името на архитектот Мишко Ралев, меѓутоа далеку Сега кога лидер ќе каже се шпекулира, се шпекулира во јавност. Во јавност. Добра, има ли реално за шпекулации? Па ќе видиме, се уште рано да кажам било што за кандидат за град Скопје. Зборувате со него? Со Мишко Сум разговарал, имајќи предвид дека Мишко беше и член на нашите партиски структури, така да комуникациите не се само сега, меѓутоа сега не би споделувал повеќе детали. Колку градоначалнички места очекувате до своите на изборите? А колку гласови на советничките листи? Тоа ќе кажат граѓаните. И сметам дека конечно, после еден период од година дена, кој што ја започнавме и навистина до некаде се стигна со консолидацијата на партијата, веќе на членовите и на симпатизерите, им е јасно како и јас лично и раководството ја менаџираме партијата. И сметам дека тоа ќе биде еден сериозен фактор кој што ќе влие граѓаните да ја вратат до вербата. Власта ви предвидува катастрофа, Мицкоски зборува за тоа дека ќе освоите 2, 3, 4 градоначалнички места. Сметам дека власта, кога го кажува тоа, очигледно е дека е затворена во некој меур. Кога сте во власт, меурот се повеќе се стеснува. Поради тоа што очигледно е дека гневот на граѓаните не го слушаат. Те не слушаат како тешко се живее и како практично се незадоволни од перформансот на оваа власт и покрај розевата приказна што владата сака да ја продаде. Очигледно е дека не го слушаат гласот на обичниот граѓанин, за разлика од мене кој што сум секојдневно во комуникација со обичните граѓани кои што укажуваат на проблемите. Но како и да е, гласот и одлуката на изборите ја дават граѓаните. Еве да почекаме да видиме. Патот веќе тргнавме да го одиме, патот на отвореност, транспарентност, честност и искреност, сериозна анализа во делот на критиката на владата, аргументирана критика. Ништо не е тука некаков пиар или желба за партиски несоодветен бенефит. Не. Ние разговараме за реалните проблеми на граѓаните и нудиме реални и изводливи конкретни решенија. Мислам дека и вие ќе се согласите дека сепак генералните трендови се следниве, дека власта се уште го живее периодот на поддршка по изборите, а дека опозицијата се уште е во фаза на консолидација. Ако резултатот на изборите сепак не биде добар за вас, можно ли е да се постави прашањето за ваша доверба како лидер на партијата? Јас се сложувам дека владата е прилично свежа. Еве нема ни една година откако е формирана, иако и за толку кратко време успеа да покаже и да докаже дека нема капацитет да се справи со вистинските проблеми, ниту пак има визија како да движи земјата внатре. Точно е дека консолидацијата е започната, дали е до тој степен стигната до кој што сакаме да биде, има уште многу работа до таму, меѓутоа јас пред неколку месеци, пред нецели 2 месеци бев избран за претседател на партијата во нов 4-годишен мандат. И апсолутно тоа е мандатот кој што јас ќе го завршам. Дали ќе се кандидирам за понатаму уште е мандат? Рано е сега да размислувам за тоа. Статутот не предвидува отчетен конгрес по изборите? Јас немам проблем за било кој дел од мојата работа, не на конгрес, него секојдневно во комуникација со сите општински организации и тоа го правам. Да давам отчет, да образложувам што правам, да сум инклузивен во начинот на креирање на политика, да вклучам што повеќе на луѓе и тоа е практично мој терк, моја филозофија во работата. Околу трагедијата во Кочани, прво како доктор сакам да ме прашам, што мислите, македонското здравство добро се справи и се справува со оваа ситуација? Мислам дека има и многу поголеми земји кои што кога ќе дојде ваква масовна несреќа е предизвик како да се справат со тие работи. Колегите кои што ги третира
Повредените тука, мислам дека завршија навистина добра, одлична, феноменална работа, беа на врвот на повикот, на секој во својот дел на експертиза. Ние мораме уште многу да работиме и да направиме навистина вистински реформи, кои што јас како министар за здравство еден дел ги инициирав, за жал ковидот не спречи, посебно во менаџирањето помеѓу институциите, транспортот, тријажата на пациентите. Гледаме во Кочани сега лоша состојба, немање капацитет во болницата, а и лоши инфраструктурни услови таму. Во држава се поставува прашањето дали навистина треба да функционираат сите болници. Тоа е вистинското прашање. Дали ние имаме доволен број на доктори и сестри да болниците функционираат. Овој број на болници функционираше во едно друго време, во еден друг систем социјалистички кој што веќе го нема. Господин Филипче, сакаат младите лекари, не сакаат да работат во малите болници. Еве тој и сакам да прашам со Обединетото кралство, да речем исто така сега. Дел од тој пакет на проекти кои што се спомнува се покрај пругата, изградба или доизградба на болниците во Штип, во Кичево, реконструкција во Тетово и што друго. Изградба на медицински факултет и студентски дом во Штип. Како да се форсира регионализација, а практично ретко кој од пациентите сака да оди локално на доктор. Многу често се случува да нема доверба во локалното, да кажам, јавно здравство и сите сакаат да дојдат на клиника во Скопје. А темата за клинички центар како да ја адакта. Тоа сметам дека е голема грешка. Да, треба да се заврши болницата во Штип. И таа покрива еден сериозен регион. Ќе покрие еден дел од потребите на граѓаните, за еден друг дел треба сериозно да се размисли како ќе се прави, например транспортот. Во Кочани едноставно ги немате сите специјалности на располагање. Во целата таа ситуација, еден единствен кој што навистина има бенефит во овој систем се приватните болници. Меѓутоа сметам дека приоритет треба да биде клиничкиот центар. Сепак сите луѓе, или ајде најголемиот дел, поради пред се експертизата, ние сме прилично мала земја. Нема повеќе од 2 часа, еве сега и автопати кои ќе се направат во земјата, за многу кратко време ќе се стигне во Скопје. Така да регионализацијата добро звучи и има логика, но само тогаш кога имате доволен број на експерти кои што имаат доволен број на случаи за да постигнат експертиза, па да тој регионален центар за да стане некој добар доктор му треба пациент, а не само да се нарекува регионален центар. Така да во целокупниот тој процес, добро е да се заврши болницата во Штип, добро е да се направи медицински факултет, да се реновира болницата во Тетово, но сметам дека приоритет треба да биде клиничкиот центар. Најголем број од пациентите сепак доаѓаат тука. Најавивте реактуализација на законот за поддршка на страданите во трагедијата во Кочани. Првиот пат не ви помина, зошто мислите дека сега втор пат ќе ви помине? И колку е тоа ваш реален обид за помош на тие семејства, не популизам од позиција на опозиција? Не, популизам е тоа што го правеше сегашниот премиер кога беше кај семејствата на загинатите во болницата во Тетово. Тоа е популизам. Ова е конкретен предлог. Ситуацијата во Кочани е многу сериозна. Револтот на родителите е огромен. Ти имаат сериозна забелешка за како се води истрагата. Еве се најавува затворање на истрагата, ниту еден од актуелните функционери во Министерството за внатрешни работи не е повикан. Каде е со тој што беше одговорен од МВР во Кочани, во Штип? Дали ќе повикаат пратеникот Миле Левков? Никаде ги нема. И тоа родителите не можете да претпоставите каков револт се ствара во Кочани. Ние еве пратиме, меѓутоа нема да седиме мирни. Не мора да им излеземе у пресред на тие луѓе. Законот во Кочани им нуди конкретна финансиска поддршка на луѓето. Ти не може крај со крај да врзат. Тие се нонстоп под доктори на преврски тие фамилии кои што имаат кои што имаат повреди преку црвениот крст. Само ништо не добиле тие луѓе. Не. Па зарем треба да биде само црвениот крст? Каде е државата? Нема ни п од популизам во овој закон. Тоа се реални потреби. Семејствата на загинатите правда бараат луѓето. Немате мислите дека ова
пристап, овој пристап на владата со кој што сака проблемот да го стави Сега по страна, имате- дека ќе им успее. Имате индикација дека може да ви го поддржат сега? Ние немаме друг Втор пат. механизам, освен да се бориме со официјалните механизми во моментот во собранието. Таму го имаме, гледате, ние имаме пракса до сега дека владата ниту еден добар закон не поддржува. Не поддржува за минимална плата, за плата на работниците у приватниот сектор, за ДДВ на храна, за ДДВ на струја. Ниту еден закон што им го олеснува животот на граѓаните, оваа влада не поддржува. Не поддржува едноставно огромно мнозинство, а ние со 18 пратеници не можеме повеќе од ова да направиме. Со новиот деловник не можеме ни филибастеринг да правиме, да блокираме тоа што сметаме да се блокира. Ама тоа закочени. Ама сами си го да ви кажам гласавте нешто. сега. Тоа Не се- закочени ова влада што го прави се греото. жалете. Ова, значи луѓето стварно има потребна помош и поддршка. Сакам само да ве прашам уште што ќе правите со кандидат за градоначалник таму. Имавте една идеја Се уште не за размислуваме. надпартиски кандидат? Гледайте, во неколку наврати претходно го образложив мојот пристап во делот на соработката, во делот на широкиот консензус. Сега целокупните капацитети на општинската политичка организација, како политичка организација, се ставени во служба на помош на семејствата на настраданите. Лично тие кои што имаме контакти, апсолутно со ништо не се обидуваме да добиеме некаков политички поен. И во следниот период ќе биде така, за изборите ќе размислуваме. Благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата и што дојдовте тука. Почитувани, ве поканувам да одгледаме заедно новата саботажа. Ќе се видиме повторно в четврток, малку подоцна од вообичаениот термин поради други програмски обврски на Македонската радио телевизија. Пријатно. Кога тие што треба да работат во нивно име, не го прават тоа, настапуваат посредници кои имаат право, но и обврска да прашаат и да добијат одговор за причините поради кои интересот на граѓаните е занемарен. А зошто вие зборувате во името на граѓаните? Што вие представувате? Јавен интерес. Ама вие не можете да зборувате во името Како на не можам граѓаните? јас да зборувам? Колку гласови вие Јас сте добили? интервјуво за дома не го правам. За граѓаните го правам. Ама не. Несоодветното поведение и барањето легитимација за представничката улога недвосмислено ја покажува дрскоста која со себе ја носи функцијата. Таа може да постои кога е неосвоена, бидејќи тогаш е оптоварена со желба да се покаже независност и да се понижи политички мотивираната кадровска политика на против кандидатот. Замислете, председателот ги предлага стручните соработници, тие партиските председатели, затоа што само тие ќе поминат. Па извинете, јас ќе го предложам, ако не предложам јас некој кој навистина е со интегритет и дигнитет, тогаш јас се негирам себе си. Негацијата се ефектуира постапувањето на позицијата. Тогаш станува евидентно дека самостојноста во делувањето е практично невозможна мисија, а изговореното во кампањата е сега само дополнителен багаж и потврда дека светот не се врти околу вила водно, бидејќи гувернер сепак бира парламентарното мнозинство. Неколку кандидати има и сите имаме некого кого преферираме, особено јас. Но јас морам да внимавам на следново, тоа за граѓаните. Да не дојде до тоа да не биде избран кандидат. Јас немам мои пратеници. Па да речам дека мојот предлог е овој и тој ќе помине. Мнозинството пратеници пред нецела година ја изгласа владата, ама некои нејзини членови изгледа се уште не се чувствуваат удобно и акомодирано. Па и натаму мислат дека тие се опозиционери, а не вршители на должност. Јас би го запрашал, еве и корисна прилика, актуелниот министер кој што потрошија 7 години власт, која нова мерка ја креатира во платежната агенција? Ајде еднаш, ама кој би помислил дека тоа е толку длабоко всадено во главата на актуелниот, што му упорно себе си не се смета за министар, туку на тоа столче го преципира претходникот. Чувствувам потреба да дадам до објаснување околу забелешките кои што ги упати министерот Николовски. Единствената цел на овој закон, пратеникот, бившиот пратеник. И на крајот, за да не се случуваат вакви или други грешки,
како на пример со непознатицата околу стапката која треба да се плати за позаемицата. Почнуваат да се користат заменски форми. Еве, 6 милиарди евра се во прашање. Вие кога лично, приватно земате барем 6.000 евра како кредит, би требало да знаете колку камата би Затоа платиле. и кажавме, не е кредит, можност е. Секој што борчи некому повеќе нема за што да се грижи. Тој е човек со отворени можности, ама се додека извршителот не му тропне на врата. Тогаш пак е само должник.